Голем број забелешки од граѓаните, но и од инвеститорите имаше на денешната јавна презентација на предлог деталниот урбанистички план за урбан блок 63, односно планскиот опфат помеѓу улицата Благоја Тоска, улицата 29 ноември, улицата Дервиш Цара и улицата Димо Гавровски Кара, описно од општинската зграда до болницата и булеварот Благоја Тоска. Граѓаните кои живеат во овој дел на градот се против вака предложениот урбанистички план, затоа што според нив има многу недостатоци. Тие реагираа дека предвидените згради кои би се граделе таму се со различна висина, па дури и превисоки за тој дел. Дополнително бројот на жители би се зголемил, а за тоа нема соодветна ниту патна и сообраќајна инфраструктура, ниту канализациона мрежа. Не соодветствува на оно што е законот за просторно планирање, што го бара, така да не можем да бидем сложни со тоа. Значи, ни еден параметар од она што е во законот за просторно и урбанистичко планирање не е запазен. Од аспект на планирање, че домување за се, потоа сообраќајните решенија што се предвидени и планирани, било да е тоа заради одвијање сообраќај и паркирање, било да е од противпожарна заштита. Има едно шарениво и овдека ја го кажав тоа и на оваа јавна расправа, дека овде би поќе личи на желботека него на просторен план. Че кој што сакал, кој што имал можност да влијае на него на изработка, така и направено. Може некој ќе ми замери на оваа моја изјава, дека го погледа просторниот урбанистички план кој ни е на предлог овдека од усвојување и ќе донесе сам заклучок. За квалитет со различна висина, со различни габарити, со различни градежни линии, така да немам што да коментирам, нема никакви услови за безбедно одвивање на пешачки прво сообраќај внатре во блокот. Сите забелешки кои се одржливи ќе бидат земени предвид, велат од општина Тетова. Сите забелешки одржливи што се земаат предвид, но треба да се знае и да се зема во предвид дека и планот кога се изработува, планерот кој што е изготвувач на истиот план поседува лиценца и тој истиот е одговорен. Значи планерската куќа е одговорна за све што ќе црта во планот и све што ќе предвидува. Значи тие сите законски параметри се како да кажам, значи сите се почитуваат според правилникот и според законот за урбанистичко планирање, додека општината е орган кој што ја води постапката и од значи постапката на крај добива согласност додека е све во ред од Министерството за транспорт и врски и Советот на општина го одобрува. Генералниот урбанистички план на градот Тетово е составен од 127 урбанистички блокови, за кои треба да бидат изработени урбанистички планови.